Караванот на фестивалот на поезија за деца стихувалки 2018 стигна и во Кочани. Пред кочанската публика представени песните кои се собрани во збирката на поетски творби стихувалки, а во која учествуваат и две наши сограѓанки, Марина Гоцевска и Јованка Евтимова. Нивните песни припаднаа во групата на 49 најдобри кои се дел од оваа стихувалка. Освен песните за двете кочанки кои се дел од збирката, Марина Гоцевска влезе и во финалето на фестивалот и се најде меѓу најдобрите 25 од сите пријавени за учество. Голема чест и задоволство ми е што караванот пристигна и во Кочани и благодарам на госпоѓа Ели Маказлиева и на организаторите кои што ни го возможија тоа. Исто така сум среќна што сум во збирката на стихувалки и уште поголема среќа ми е што сум во финале. Се надевам и на многу повеќе, например на победа. Се надевам дека граѓаните ќе имаат можност да ги слушнат песничките на мене и на госпоја Јованка Евтимова, која исто така е застапена во збирката стихувалки. Голема благодарност до авторот на овој и идејата за големиот проект на госпојата Ели Маказлиева. Чест ми е и задоволство да бидам дел од авторите во оваа стихувалка. Навистина сум среќна. Поводот за ова пишување и за овие стихови кои се наоѓаат во стихувалката инспирација ми беа дечињата. Јас работам со деца во градинка со дечиња од средна група, од 4 до 5 годишна возраст. Па тие ми беа најголемиот повод и најголемата инспирација за да можам да дадам удел за оваа стихувалка. Фестивалот и воопшто проектот Стихувалки 2018 за прв пат се организира во Македонија и беше одобрен и влезе во националната програма на Министерството за култура. Истиот најде на добар одзив од страна на поетите, а автор на проектот е Ели Маказлиева и издавачката куќа Едука Мак. Идејата потекна тоа што во Македонија многу малку имавме автори кои пишуваат поезија за деца. Тоа значи дека ние бевме постојано во потрага по автори. Со овој проект ние овозможивме да се пријават на конкурсот и афирмирани и неафирмирани поети, дадовме можност и на младите поети кои што сакаат да пишуваат, да се јават на конкурсот, а исто така дадовме можност и на тие луѓе кои што работат со децата, се креативни и знаат да напишат песничка, кои што ја познаваат психата на детето, кои што знаат што треба и како треба детето да научи песничка и тие да напишат, и затоа имавме на конкурсот пријавено преку 80 автори, од кои што избравме, жири комисијата избра 49 кои влегува во оваа збирка, песни, поезија, но од тие 49 се избраа 25 кои што претендираат за наградите прва, втора и трета награда, кои што се парични и плакети. Завршната манифестација ќе се одржи во Скопје на денот на учителот 5 октомври, а до тогаш течат фазите на проектот. Од март започна караванот на стихувалки, кој значи и промотивна активност во повеќе градови во Република Македонија. На таа активност има можност и публиката да гласа за најдобрата поетска творба, со што ќе помогне на жири комисијата на крајот да се изберат трите најдобри од 25 кои влегоа во потесниот круг, односно во финале. Меѓу тие 25 влезена и Марина Гоцевска од Кочани, која на 5 октомври ќе се бори за победничкото прво место. Маказлиева рече дека и следната година се надева дека Министерството за култура повторно ќе го одобри проектот Стихувалки и повторно ќе се трага по нови автори кои пишуваат поезија за деца. Освен читањето на поетските творби од збирката, за забавниот дел на промотивната активност се погрижија децата од јазичниот центар Амичи, кои настапија пред многобројната публика.